ili odozgora. Woody Allen je poznat kako šegovit čovjek, komičar, mislim дека атеист, но на прашањето што му се посува, тој знае да даде такви шеговити одговори. Еднаш на едно прашање зашто најмногу жали во животот, неговиот одговор бил за тоа што не може да се роди како некој друг. Поубав, можеби, не знам. Но меѓутоа кажува една вистина, дека човек мора да се роди како некој друг. Мора да се роди повторно. Мора да се роди одгоре. Христос во овој текст вели, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. И ова тема и ова глава всушност говори за тоа кој може да го види или кој може да влезе во Божјото царство. Како човек единствено може да влезе во Божјото царство. Нема друг начин, освен да се роди од озгора. И затоа многумина сметаат со право дека ова е најважниот дел во Евангелието според Јован, а некој смета дека ова е најважен текст во целата Библија. И Рајли со право во неговиот коментар кон оваа глава вели дека може христијанинот да не разбира многу други текстови во Библијата, да биде неук за многу други учења, меѓутоа ако е неук за ова што го пишува во оваа глава, тој оди по широкиот пат кон пропаста. И навистина е така. И по тој широк пат кон пропаста одел и тој Никодим, кој една вечер доаѓа, ноќе, доаѓа кај Христос да го посети и со едно многу важно прашање, кој дури не успева да го постави, но го добива одговорот. Ајде да видиме за каков човек се работи, со каков човек овдека си имаме работа. Не воведува кон овој текст Јован, зашто ни открива кој е Никодим. Вели дека тој е фарисеј. Меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, кој е началник јудејски. И од ова информација разбираме неколку работи. Она што знаеме за фарисеите. Знаеме дека биле многу учени луѓе. Биле многу добри теолози во нивно време. Најдобрите теолози биле фарисеите. Во Стариот Завет нема фарисеи, нема да најдете никаде. Ние ги среќаваме многу во Евангелијата, најмногу таму во делата и помалку во посланијата. Иако ги нема во Стариот Завет, се појавуваат малку подоцна во тој меѓузаветен период, во времето на Макавеите, јудејските војни. Тие имаат голема улога и голем авторитет меѓу луѓето. Самиот збор фарисеј или арамејски или еврејски фарушим значи одделен, значи сепариран, не знам како да го кажеме тоа. Со други збори, со самото име што си го дале, тие како религиозна групација сакат да кажат дека се поинакви од другите, одделени од другите. Имаат некаква посебност духовна. Се јавуваат во време на владењето, доаѓањето на епифаните, наследниците на генералите на Александар Македонски. Епифаните го добиваат од тој дел Јудеја и Сирија да управуваат таа династија, биле жестоки во своето управување, наметнувале еленизам, ставале забрани за извршување на јудејски обичаи и во тоа време фарисеите, се појават фарисеите како една реакција на сето тоа, реакција на стравот дека елините ќе го одделат јудејскиот народ од традицијата, од законот, од она нели што е нивната вера. И како заштита нели на традицијата, на учењето, фарисеите создаваат многу правила кои би требало со добра намера, би требало да ги насочат луѓето кон правилно исполнување на законот, преку тие правила, обичаи. И самите биле многу доследни кон исполнувањето на таквите правила. И бидејќи, пример, елините се спротивставувале, наметнувале други некои правила, со казни,
многу фарисеи во тој период на елинистички притисок си ги давале животите, биле убивани во таа заштита на јудејските учења. Се, иако нашата представа денес е негативна за фарисеите, ние, ако сакаме некого така да го повредиме како христијанин, го кажеме ова е фарисеј, како нешто лошо. Меѓутоа, реално, фарисеите во голема мера, во голем дел од учењето биле најправилни. Навистина биле најправилни. Нивното учење било така најбиблиско, најправоверно, најортодоксно. Например, тие верувале во божествена предодреденост на човекот. Тоа било нивното учење. И од друга страна на одговорноста, моралната одговорност на човекот. Верувале во вечен живот, тоест верувале во телесно воскресение, за разлика, например, од некои други религиозни јудејски групации кои биле либерални, не верувале во воскресение, не верувале во ангели, духовни суштества, демони. Фарисеите верувале во сето тоа и верувале во суд, верувале во награди вечни и вечни казни. Така, во сите тие области фарисеите биле многу библиски, имале здраво учење. И биле многу посветени на школи, создавање на школи. Така, од тие равини, ние што читаме равини во Библијата, во Новиот Завет, најголемиот дел од нив биле дадени или произведени од тие фарисејски школи, теолошки школи. Тие ги дале, кажеме, најдобрите, најистакнатите учители во тоа време, фарисеите. Шамај, Хилел, Гамалиил, Павле, Савле. Па не знам дали знаете оно Јосиф Флавиј, што ние за нас е познат како историчар од времето на римските војни против Јудеја и рушењето на храмот и така натаму, па востанијата на јудеите. И тој бил фарисеј. Јосиф Флавиј бил фарисеј. Така да, многу истакнати луѓе во тоа време биле фарисеи. Големиот проблем, и она што како критика Христос го кажува, е што тие успеале сето да претворат од учењата, од нивната ревност, една традиционализм. Сето тоа станало некако номинално, формално. Еден екстернализм, надворешна форма, покажување. Нели, и колку знаат, и колку се посветени на правилата, обичаите, ако треба да се пости, ти излегуваат надвор и покажуваат дека постат. Кога се молат, како нели, дека треба да се молат редовно, излегуваат надвор на пазарите да ги видат сите дека се молат. Седнуваат на првите месеци, зошто да ги видат сите што прават напред. Има една показност ли, како се тоа да покажуват дека се многу духовни. И вкопчување во традиција. Се губи таа врска со Бог, а на местото на таа жива врска со Бог се поставува строгоста, традиција, да се исполнуваат правилата. Мора тоа да се прави како што се прави. И знаете, оно што мене така ми прави впечаток, луѓе кои толку знаеле, го познавале законот, познавале учењата, доктрините во Стариот Завет и на крајот да западнат во таков традиционализам, во она што е небитно, несуштествено. И вистината дека не предпазува знаењето, правилната доктрина теологија од тие опасности. Фарисеите се највиновни за создавање на јудеизам како учење, она што Павле го критикува, јудејско учење. Тој не говори за Мојсеј, за учењето на Стариот Завет. Тој кога говори за учењето на јудеите, мисли на оно учење што луѓето, тоест фарисеите во најголема мера, го создаваат како учење и го наметнуваат на луѓето дека тоа мора вие да го прифаќате, тоа е важното за вас, за вашиот живот со Бог. И тоа е проблем. Проблемот и со секоја
Ајде да не зборам за православни католици, и секоја протестантска, да кажем, деноминација, теолошка ориентација, западнала во опасноста на стекот на времето во некој традиционализам. Дури они што кажуваат, ние немаме традиција, тоест и оние што се без традиција, може да западнат во традиција. Тоа е нашата традиција, да немаме традиција. И на крајот толку да се оди во таа насока, да немаме традиција, што тоа ќе стане суштината, нели, на животот на црквата. А традицијата губи во животот со Бог. Така, тоа е проблемот, наметнување на тие некакви надворешни правила, форми, кои у голема мера биле и банални. Например, на жената и се забранувало, тоа е добра жена, побожна жена, она што нема да се погледне во огледало во сабота. Зошто? Зашто ако се погледне во огледало и види бело влакно, може да се искуши да го искуба, а тоа е веќе кршење на саботата, нарушување на правилото. Луѓето во тоа време лекувале болно грло со како се вика тоа, гаргарење на оцет. И се во сабота, ако те боли грлото, може да се напиеш оцет. Ама не смееш да гаргариш, зашто тоа е пак нарушување на саботата. Или, ако кокошката снесе јајце во сабота, можеш да го изедеш. Но ако си решил следниот ден да ја убиеш таа кокошка. Така да многу такви несуштински работи кои почнуваат да се наметнуваат на луѓето. Од едно такво крило доаѓа тој човек. И не само што е фарисеј, тоа значи многу учен. Тоа значи многу строг во чувањето на тие јудејски правила, многу строг во разбирањето дека спасението е само по дела, посветеност на исполнување на тие правила. Така човек може да се спаси. И таков човек доаѓа кај Исус. И плюс, не само што е бил фарисеј, тој бил од најстакнатите фарисеи, зашто е началник, пишува, јудејски. Тоа значи дека, а началниците се дел од Синедрионот. Синедрионот се началници. Како истакнат фарисеј, тој станува дел од Синедрионот како управник на Јудеја во Ерусалим. И тој човек, таков човек доаѓа една вечер кај Исус, една ноќ, и му се обраќа на Исус како учител, вели, раби. Гледаме што правиш, не може некој да ги прави тие работи ако не е од Бог. Меѓутоа, разбирањето, перцепцијата на Никодим кон Исус е како кон равин. Тук нема него гледање како на Божи син, Месија и така натаму, равин. Меѓутоа, самиот факт што Никодим оди кај Исус, тој истакнат учител, дури во еден момент во 10 стих, Исус ќе го членува зборот раби. Значи, учителот. Ти си учителот. Како издвојување на многу така посебна позиција што има меѓу еврејскиот народ. Не едноставно учител, учителот Никодим. И доаѓа кај Исус. Еден друг податок што исто Јован го вклучува овдека, во почетокот дека тоа се случува ноќе. Јован не е многу по тие детали, тоа е повеќе суштини представува во Евангелието, но овдека пак дава еден детал интересен ноќе. И тоа не само овдека, туку и потоа во 19 глава, кога пак ќе се јави на сцена Никодим, таму за телото на Христос, пак каже Никодим кој што дојде кај Исус ноќе. И пак ноќе мора да каже дека било тоа. Едно од разбирањата е дека нарочно Никодим доаѓа ноќе. Не е вообичаено ноќе некој, кога сите спијат, да дојде на таков теолошки разговор. Меѓутоа, Христос туку што во Ерусалим го исчисти храмот, тоа создаде неодобрување кај фарисеите, кај членовите, управниците, и Никодим доаѓа под плаштот на темнината, ноќите да не биде виден и да ги поставува тие прашања. И сега, Јован не е толку во неговиот начин на пишување
прецизен, т.е. неговиот фокус не е да ни дава точни податоци за географски, за времето во ден и така натаму. Неговиот стил е символички стил. И најчеста символика што тој користи во книгата е ног, ден, темнина, светлина. И така мнози нас тука вклучуваат тоа символичко значење за ноќта како темнина. Например, кога ќе дојде да пишува, и само Јован мислам го дава тој податок, дека Јуда Искариотски вечерта, кога заврши вечерата, стана, нели, за да го предаде, и беше ноќ. Тој пак штом го зеде залогот, веднаш излезе и додава како во заграда. А беше ноќ. Како... Со и други зборови, поентата е дека Никодим доаѓа овиткан во темнина. Нема светлина на неговиот живот. И разговорот тоа го открива дека иако е учен, иако е учител, иако знае, многу добро го познавал и Стариот Завет, тој е овиткан во темнина. И така доаѓа всушност пред Христос. Како што кажа 19 глава 39 стих, пишува, а дојде Никодим кој порано беше отишол ноќе кај Исус. Но прави впечаток како му се обраќа. Значи, тој и постар човек, во една од реакциите на Никодим кон Христос ќе каже, добро, како може стар човек како мене пак да влезе во утробата на мајка. Значи дека е стар. Исус е млад, 30 годишен. Никодим е возрастен човек. Никодим е член на Синедрионот, а Исус се уште е познат како оној од Назарет, синот на столарот, и тој е учел столарски занает кај татко му. Има голема и социјална и возрастна во секој поглед разлика меѓу нив. Сепак Никодим, гледајќи се што правил Христос во Ерусалим, чистенето на храмот, пишува на крајот на 2 глава дека многу знаци направи во Ерусалим. Поттикнате да дојде кај Исус и така да му се обрати. Учителе, му вели. Ако некој не ги прави тие знаци, не може да биде. Оној што ги прави тие знаци не може да биде некој што не е од Бог. Нели? Така му се обраќа. И гледаме во текот на тој разговор, само првите 10 стиха е тоа, потоа до крајот на главата има еден долг монолог, му се затвори, успева Исус да му ја затвори, буквално со одговорите устата на Никодим, само слушавајќи понатаму. Но на почетокот, очигледо дека имал намера, тоест поставил две прашања, и едно прашање тука, уствари, во самото вакво, во самото обраќање, гледаме дека тој сака да постави прашање. Тој доаѓа, му се обраќа на Христос, учителе, ти правиш големи работи, сигурно си од Бог, никој не може да ги прави тие чуда, и така натаму. И Христос му се обраќа и му кажува нешто што, како да така, од никаде доаѓа. Вели, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Е сега, каква е таа врска меѓу обраќањето на Никодим и она што сега па Христос му го кажува. Ова што го кажува Христос како одговор на прашање. Крајот на 2 глава завршил со зборовите. Исус знаеше што има во човечкото срце и никој немаше потреба да му каже што има во срцето на човекот. Исус знаеше. И потоа како се развива разговор, реакцијата па сега на Никодим тоа, станува јасно дека ова што го кажува Исус е устари она што сакал Никодим да го праша. Зашто Никодим нема да му каже сега, што ми го кажеш ова? Јас дојдов за друго овде када збориме, не за ова. Јас дојдов да те прашам од кај ти е власта, например. Не, Никодим веднаш ја сваќа дека има одговор на она што сакал да го, како прашање да го постави. Очигледно Никодим доаѓа кај Исус со дилема во неговото срце. Ке го видам ли Божјото царство? Доволно ли правам да го видам Божјото царство? Знаете, Никодим е човек кој што
живее со дилемата, со прашањето во себе, направив ли доволно? Јас го исполнувам законот, правам се она што фарисеите, ние фарисеите учиме да правиме, ги исполнувам правилата, ами стигнав ли доволно? И знаете, тоа е човек кој што верува дека спасението е по дела, како што верувал Никодим, секој пат како меч му виси над глава тоа прашање, до кај стигнав? Доволно ли е? Еден ден ќе застанам и може би Бог ќе каже, ама не беше доволно сето тоа. Требаше уште нешто. Тоа е прашањето на легализмот. Стигнав ли доволно далеко? Заслужив ли со тоа што правам? Како богатиот млад управник доаѓа пред Исус и вели, учителе добар, какво добро треба да направам за да имам вечен живот? Што добро треба? Што да направам уште? Исус му вели, ами законот, нели таму пише, јас уште од малку исполнувам законот. Така ли? Добро тоа уште. Штом го исполнуваш законот, зошто прашуваш за уште нешто? Зошто секој пат тоа прави, уште што сега треба да направам? Зошто самиот човек чувства дека не е доволно тоа што е направено. И тоаш Христос ќе му каже, ако сакаш да бидеш совршен веќе, штом толку си направил, уште не си сигурен, продај се што имаш, дај го на сиромашните и тргни по мене. Многу е тоа радикално. И богатиот млад човек се натажи и си отиде. Зошто? Зашто многу беше тоа радикално. Законот е многу радикален. Законот бара невозможна посветеност. А тој не може дури тоа да го направи. Да си го даде богатство и да тргне не за да биде спасен, туку да разбере преку учењето на Христос дека не е спасен, дека треба нешто друго. И така тој доаѓа пред Никодим и му вели, знам што ќе ме прашаш. И ќе ти речем, сакаш да го идеш Божјото царство? Треба да бидеш роден од оскора. Единствениот начин е тоа. Нема друг начин. И таа изјава го урива целиот светоглед на Никодим. Тој верува дека му треба само уште нештичко. Доволно правил во животот, уште нешто. Исус вели, џабе ти е се што си правил. Треба се родиш од озгора. Јудеите верувале дека како првородство од Авраам по дефолт се во Божјото царство. Тие го живеат законот, тие се деца на Авраам. Не сите еври, тие што се блудници, цариници, тие од патнатите, од верат, од родот, тие нема да го насат. Меѓутоа, сите ние други што си празнуваме сабота и ги правиме работите што ни велат фарисеите, сме на небото. И наш Христос вели, нема такво нешто. Треба се родиш од озгора за да бидеш спасен. И оваа тема за раѓање од озгора, потоа Исус ки го нарече повторно роден, во истиот тој текст, роден од духот и така натаму, тоа се едно исто. Јован уште во првата глава, во уводот, го најавува тоа учење. Вели на сите што го примија, во 12 стих, на сите што верува во неговото име, им даде мог да станат чеда Божи, кој не по крв, ни по желба на телото, ни од поход машка, туку од Бог се родија. Тоа е тоа раѓање од озгора, новораѓање, кој во самиот почеток како тема го најави Јован, а овде кога гледаме се во 3 глава, Христос детално ја разработува таа тема. Роден од горе, вели. Зошто што и да правиш? Со други зборови му кажува на Никодим, што и да правиш? Колку и морално да се подобруваш како човек, како карактер, не можеш да влезеш во Божјото царство. Зошто? Твојата природа, зашто твојата состојба е толку западната во темнина, толку руинирана е твојата човечка природа, толку е грешна, толку е уништена, корумпирана, што нема поправање. Нема реновирање. Човечката природа не може да се реконструира, не може да се ремонтира.
Аж се расипало нешто, сега ќе го поправиме. Нема поправање. Невозможно е. Треба повторно раѓање. Треба нова природа. Треба нов човек. Треба ново срце. Зашто старото е мртво и не може да биде употребено, не може да биде поправено. Плутарх има, древниот филозоф еленистички, користел една парабола, чест секогаш приказна, ја кажувал, за некој, кога тој сакал да каже дека нешто не поправил, секогаш ја користил таа парабола. Вели, еден човек најде човечки труп и се мачеше да го крене, да го натера да оди и никако не успеваше. И на крајот стигнал до заклучок, рекол, нешто фали внатре. Нешто фали. Да, нешто фали во човечкиот труп. Нема живот. Нешто фали во човекот. Овој човек, паднатиот човек, во паднатата природа, не може да живее. Не може да влезе во Божјото царство. Зашто е мртов. Како што пише на почеткот во Ефесијаните, мртов е. Е во една наклонетост, природна наклонетост против Божите вистини, помрачен од гревот. И не може, како што словото вели, месото и крвта не можат да го наследат Божјото царство. Спрџан вели, не само тој, има и други така, како например Бархаус, ако Бог не дозволи вака, некако ново создание, некако не новороден, туку така да не пушти во Божјото царство, ние ќе го корумпираме Божјото царство. Ќе го криминализираме Божјото царство. Ќе крадеме од ангелите. Ние треба да влеземе нови луѓе таму, новородени. Зашто гревот го заразил секој дел од човекот. И телото, и умот, и душата целосно влие. И тоа е очена, толку очена состојба. Човештвото е изгубено без Бог кој може да го новороди. И тоа е вистината за Никодим, кој е голем. Тој бил пристоен човек, очигледно. Бил морален човек. Многу религиозен, на молитви, на пост. Меѓутоа, не може да влезе во Божјото царство. Ние многу пати го поставуваме тоа прашање, велиме, тој е многу морален човек, јас го многу добар човек. Ама не верува Бог. А толку е добар. По-добар вика го познава многу христијани. Не е прашањето за влезот во Божјото царство не е морално прашање, не е етичко прашање. Тоа е прашање на природата на човекот. Дали е старата или е нова природа. Новораѓањето не е прашање на реновирање, на реформација, туку нешто ново. Ново создание. И сега, на Никодим тоа ќе видим во реакцијата, не му е баш јасно, иако би требало да му биде јасно што значи новораѓање. Исус ќе му каже, како бе тоа не го знаеш? Ти фарисеј па не го знаеш. Го познаваш толку добро Стариот Завет, тоа не го знаеш. Меѓутоа, самиот процес како се случува, наистина не е јасен. Меѓутоа, тоа не значи дека не е реалност. Никој не може да објасни како се случува тоа новораѓање, да го технички да го објасни, да го експериментално се тие работи. Меѓутоа, е факт. Тоест, гледаме дека го има. Гледаме дека се случува. Како што, например, научниците ќе кажат, ние разбираме како дошло до суштествување се ова што постои целата Вселена. Јас не разбирам. И не знам дали тука некој може да не каже на вистина како се пеала сето тоа. Да, има теории, експлозија, па јас стварно не разбирам како ми се чинат сите планети, сон, сето тоа, времето, пространството се создало. Меѓутоа го гледаме, факт е. Да, знаеме како се зачнува нов живот во утробата, меѓутоа како сите тие органи се развиваат. Јас не верувам дека некој може да објасни. Како од мозокот ќе се откине едно мало парче и потоа се расте и станува око. Знаете дека очите се дел кои се откинуваат дел од мозокот и се развиваат како очи понатаму. И од една клетка која е оплодена
станува овој совршен организам. Кој може тоа да го обясни? Ама еве не, тука сме. А реално сме. Никој не може новораѓањето да го обясни. Меѓутоа е факт. Ние ги гледаме новите животи, променетите животи. Гледаме таа манифестацијата на новата природа во нас. И тоа е она што треба да се случи. Реалноста на новораѓањето. Како што Вајтфилд вели, сноп светлина како стрела се забива моето срце. Не можем да го обяснам тоа, како се случи, од каде дојде, од што е составена. Меѓутоа, ние можеме да го видиме неговиот живот како големиот служител на верата. Има еден познат од времето на просветлувањето во Англија, од крајот на 16 век, 17 век, т.е. крајот на 17, почетокот на 18, Александар Поп. Сме учили негови дела во школа. Во една негова поема пишува: "О, Господи, помогни ми да бидам подобар човек." И војки во следниот повлијан од пуританство и така натаму одговара да им Бог му вели: "Полесно ми е да те направам нов човек отколку подобар човек." Зашто не можем да те направам подобар човек. Ти треба да бидеш нов човек. Тоа е оно што ни треба. Сите се изгубени, сите сме изгубени. Но враѓањето нас па. Да ви кажем, изгубени се баптистите, изгубени се методистите, изгубени се конгрешаните, изгубени се презбитеријаните, изгубени се пентакосталните, ако не се родени повторно. Тоа е истината. Знаете дека Христос, кога гледа на човештвото, гледа само две групи. Но оние што не се родени одново и оние што се родени одново. Тоа е единственото. Му вели на Никодим: ти си од таа група што не се родени повторно. Ако имаш најдоброто учење во Јудеја, имаш најпосветениот живот на Бог во Јудеја, ама не си роден одгоре. Тоа треба да се случи. Ако некој не се роди повторно, тој не може да влезе во Царството Божие. Каква е реакцијата на Никодим? Ви кажем, не е пријатна. Знаете, Никодим, така како да е збунет. Како може човек да се роди кога е стар, како може по втор пат да влезе во утробата. Знаете, начинот на кој што го кажува ова Никодим е со цинизам. Не е искрено ова прашање. Христос му вели одозгора, многу јасно, од горе. А Никодим тоа го свртува малку така на цинизам. И сега што ти ми викаш јас да влезам пак во утробата на мајка ми, а старец и она да ме роди повторно. Кај Христос спомна такви работи? Христовата забелешка е многу духовна и е многу според учењето на Стариот Завет, меѓу другото. Не е нешто ново како учење. Знаете, одговорот на Никодим е искако на одговорот на јудејците кога бараа знак, кога Христос храмот го исчисти. Му кажа, со каков знак ти ќе ни го докажеш тоа или дека имаш право да го правиш. Исус им рече, урнете го овој храм, и јас за 3 дена повторно ќе го подигнам. И тие како му одговорија? 46 години ја града, тој за 3 дена ќе го изгради. На сличен начин овдека Никодим одговора. Ти се, ми викаш да одам, јас те прашам најсериозно, доаѓам тука, стар човек, пред тебе, за сериозни теолошки прашања да разговараме, за Божјото царство како да се влезе, сега ти тука ми викаш, аз се пак таму, да се родам повторно. Така одговор, така некако изгледа реакцијата на Никодим. Како да има малку и грубост, тоа жестина во реакцијата на Никодим. И како му одговора Исус? Јас мислам дека Исус му одговора начин кој би требал да му говори нешто на Никодим. Вели, вистина, по втор пат, вистина, неколку пати во тој разговор, ќе го повтори тоа 2 пати, вистина, кој во оригиналот текст е амин, амин. Амин, амин ти велам. Тоест, ама ова како степен на срамнување.
Нема поголема вистина од ова што ти кажувам. Највистина е ова што ти го кажувам. Ептен вистина е. Ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божие. И сега тука му кажа појасно, не бе, треба раѓањето од вода и од дух, не од човек. И се тие пак термини малку се од наша денешна перспектива, ние како христијани гледаме на нешто така од денешна христијанска, кон текстовите во Библијата, во Новиот Завет, како сите во тоа време да живееле како нас денес во една црквена христијанска. Меѓутоа, кога Христос ги кажува тие работи, нема ниту црква, нема христијани, не постојат многу работи, ние ги знаеме денес. Има само еден Стар Завет, има пред него еден фарисеј, кој абер си нема од христијанство. И се што значи вода? И според едно толкување, водата асоцира на физичкото раѓање, бидејќи од плодовата вода таму се развива животот и се раѓа, тоест треба физичко раѓање да има, а потоа да има и духовно раѓање. И се ова малку е така како толкување, се предпоставува дека треба да веќе да имаме човек кој потоа духовно ќе се роди. Според на друго толкување, кој пак така е доста христијански, овде Христос говори за крштевање. Дека тој треба да се крсти, да биде роден од духот, за да влезе во Божјото царство. Меѓутоа, и ова не е баш најдоследно на учењето на Христос и посебно Јован, например, кога говори за раѓањето во 13 стих на првата глава, за тоа раѓање од духот, вели, не е по крв, не е по желба, и тука волја всушност зборот. Телеос е волја. Не по волја на телото или на човекот, ни од похот машка. Сега, по интерес на вистината, крштевањето. Ако новото раѓање се случува преку крштевање, а крштевањето е дејство на волјата на човекот. Човекот решава да се крсти. А дефиницијата што не дава Јован е дека човекот нема никакво учество во новораѓањето. Тоа целосно е дејство на Бог. Од друга страна, Никодим, од целиот контекст на разговорот, како Христос му ги кажува работите, се созав печток, како да го укорува малку Никодим. Абе, ти треба да ги знаеш тие работи, како не ти се јасни? Ти си учителот, и во 10-тиот стих, абе, ти си учителот на Израел, и не ти се јасни тие работи. И после веќе Никодим нема да се јави. Очевидно ќе му стане јасно. Во Стариот Завет јасно е запишено. Тие категории вода и дух ги има во Стариот Завет. И имат значење. Дадени се како пророштва за ново срце, нов дух и така натаму. Така да крштевањето до воскресението на Христос не е нешто како заповед, да. Таа е дадена после нели, одете по сите народи, правете учење, крштевајте, и после 50-ница веќе ние го гледаме крштевањето како пракса. Така да не било познато за Никодим. Како и да е, зашто станува збор, имајќи го предвид старозаветниот контекст за вода и дух? Водата е користена во Стариот Завет и за евреите, за јудеите, водата е символ на чистота, очистување. И таа во ритуални цели се користи за очистување. Со вода тие ритуално се очистуваат. И не само току и духовно очистување е вако. И второто нешто, зборот дух овдека, или зборот пнеуматос, е збор кој во овој текст, во овие 20 на стиха, истиот збор Јован го користи во 3 различни значења. Оригиналниот збор, значи на зборот пнеуматос е ветар, здив, дах. И во Стариот Завет зборот туруах значи ветар, и пнеуматос значи ветар, спиритус латинскиот исто значи ветар, и нашиот збор дух е од дах, од здив, кој пак има значење на ветар. И во овој текст овдека ќе видиме, Јован го користи и како општо зборот дух, не како светиот дух, дух. И како ветар, и како светиот дух.
Во истиот текст. Дури во некаде во еден стих може и двете значини да ги има различни. Се, кога го користи за Светиот Дух како личност, секој пат го членува. Хопнеоматос. Овдека е безчлен, не е членуван. Дух како некако општа категорија. Како некакво општо значење. Понатома ние ќе видиме родените од дух, родени, така и со родените од духот. И тука веќе е членуван он што Светиот Дух ги роди. Духот во Стариот, дух како символика на живот е овдека представа. Треба ти да бидеш измиен и оживеан. Таа идејата. И затоа тука не би требало да биде со голема буква. Дух, чистота и дух. И ако сакаме да бидеме навистина подоследни на Стариот Завет, има едно јасно пророштво од Езекијел. Вели Бог како пророштво. Ке ве поросам со чиста вода и вие ќе се очистите од сите ваши осквернувања. Водата како символика на чистење, очистување од прегрешение, како чистота. Од сите ваши идоли ќе ве очистам. Ќе ви дадам ново срце и нов дух ќе ви дадам. Ќе го земам од вашето тело каменото срце, она закоравено, и ќе ви дадам срце од месо, тоест по-меко, послушно срце. Ќе го внесам во вас мојот дух и ќе направам да одите по заповедите мои и да ги пазите и да ги исполнувате наредбите мои. Ќе ви дадам живот, нов живот, во кој што вие ќе го правите она што не можеше законот да го прави. Ќе ви дадам нешто во вас, дух ќе ви дадам, кој ќе ве оспособи однатре да го правите она што законот не можеше да го направи. Не. И интересно, веднаш после овој текст од 36 глава е она позната визија, видение за она долина со суви коски. И Бог со свет, со духот, почна тие кога ги исполни, почна да уживуваат. Се исполнија со месо и оживеа, дојде живот. Дух како символика на живот. Тие две визии, тоа пророштво и таа визија, одат едно кон друго. Чистота и живот. И тоа му вели Никодим, требаш да ти биде јасно. Не чуди се од тоа што ти реков. Ке му каже во 7 стих, а во 10 стих па ке му каже, па како може ти тоа да не го знаеш? Ти кој си учителот на народот. Ти треба тие работи ги знаеш. Од кај треба да ги знаеш? По тоа што го знаеш во Стариот Завет. Тоа што е, што го учиш. И потоа продолжа со логичен аргумент, вели, роденото од тело е тело, а роденото од дух е дух. И тука сега, ги има пак тие вакво игри на зборови. Два пати зборот неома, со тоа што првиот е членуван, вториот не е членуван. Родениот од духот, од Светиот Дух, е духовен. Дух како општа смисла. Добива духовна, друга природа, друга суштина има веќе тој. Не е она грешна, падната природа. Или принципот овде дека истото раѓа исто. Ти и пак да влезеш, еве да се случи, пак да влезеш во утробата на мајка ти и да се родиш, ти пак ќе се родиш со таа природа, човечка, грешна. Зашто истото раѓа исто. Човекот не може да роди магаре, магарето не може да роди човек. Човекот не може да роди духовна природа. Човекот не може да роди дух, духовно. Човекот раѓа грешна човечка природа. Само раѓањето дозгора раѓа духовна суштина. Раѓа нешто ново, нешто што ќе го наследи Божјото царство. Ќе влезе во Божјото царство. Истото раѓа исто. Ти си човек, те родил како човек, но сега треба од дозгора да бидеш роден од Бог. Духот кој ќе даде друга природа. Зашто старата природа, човечката, не може да живее во Божјото царство. Не е создадена за таму. Новата природа е таа која го наследува Божјото царство. Како што рибата
Не може рибата да посака сега, јас сакам многу да живеам на копно. Не е создадена за атмосфера. Новата природа е таа која што е духовна. Зашто ние, тоа што ќе се родиме како луѓе, стануваме дел од човечката заедница. За некој да стане дел од Божјото царство, треба да биде роден од Божјото царство, од горе, од доскора. За да стане припадник на тоа царство. Таа е логиката, вели Христос на Никодим. Ти, роден во таа човечка падната природа, колку и да се мачиш, таа природа не може да живее во Божјото царство. Треба да се родиш наново. Треба ново срце, нов живот. И затоа вели, не чуди се што ти реков. Вие треба да се родите од доскора. Вистина, ти треба, не се чуди. Тоа е кажано и во Стариот Завет. Ти треба да се родиш од доскора. И неколку пати го повторува, ти треба да се родиш од доскора. И тоа е најповторуваната фраза во целата таа 3 глава. Ти треба да се родиш од доскора. Што, знаете ли која била најпроповеданата проповед на Вајтфилд? Ти треба да се родиш од доскора. И толку често проповедал таа. Ако некоја жена дошла и рекла, зашто толку често ga слушаме таа проповед? И Вајтфилд ги рекол, зашто ти треба да се родиш од доскора. Тоа е, ако не се родиш од доскора, нема да го видиш Божјото царство. Да. Така, не му кажа Христос на Никодим, треба да свртиш сега нов лист во животот. Ти сега треба да ги засокаш по-добро ракавите. Сега ти треба нова, уште една агенда. Знаеш како она за нова година резолуции што ќе правиме се. Сега од ова година јас ќе почнам тоа и тоа. Не, ти треба да се родиш од доскора. Проблем на човекот е духовен, не е морален. Не е со некој закон сега во државата ќе воведеме подобар и сега ќе станеме подобри луѓе. Духовен е проблемот. И на крајот завршува и повторно 2 пати зборот пнеума, ветрот, членување тоа зашто јасно зашто станува збор. Пнеума, пнеума, дува кај што сака и гласот негов него слуша. Ветрот вели се дува кај што сака, иако е зборот пнеума овдека, и на крајот пак е зборот пнеума, ма знаеме дека станува збор за духот. И сега многу така, може би дава илустрација од така околината. Времето е пролет. Знаете, Исусе на Пасха, на празник, отишол во Ерусалим. Некаде почетокот на априле, веројатно. Дувка така пријатно, јудејско, пролетно ветрче, може би некоја маслина шушкала таму, по лицата им го галял ветрот. И му вика Христос, гледаш ветрот. Не знаеш од кај доаѓа, кај оди. Не можеш да го контролираш, не можеш да свртиш насоката. Тој ќе тргне наомо, потоа ќе сврти, од север ќе оди кон југ, потоа ќе му текне од запад кон исток. Човечкото дејство нема влијание на ветрот. Не го ни гледаш, ама го слушаш. Ги гледаш неговите дејства, гледаш како ливчињата на гранките на дрвата се мафтат, го чувствуваш на лицето. Ако многу силен ќе видиш бурата и сите штете што ќе направи, видлив е. И така како што вели е ветрот, надвор од човечката контрола, но сосема видлив, очигледен, така и со оние што се родени од духот. Така и со оние што така се случува со родените од духот. Тие не ги контролират работите. Тие не работат на тоа. Тие не го исполнуваат законот. Бог действува сето тоа. Тој има власт да го прави сето тоа. Се од него, целосно действото е негово. Ништо човечко, како што не може ништо човекот со ништо да влие на ветрот, така и духот го прави сето тоа, целото тоа дел, суверено го прави. Тој решава како да го направи, кога да го направи. Тоа е действото
на Светиот Дух. Така е со родените од Духот. Бог реши да го избере Авраам. И знаете, како Бог проговорил на Авраам, тој се още се поклонувал на идоли. Така пишува во книгата Исус Навин. И Тара, и татко му, и сите се поклонуваа на идоли. И Бог му рече, сега излези. Го избра еден идолопоклонник. Од тој човек да направи родоначалник на народ. И се случи тоа. Да ние ги идеализираме, работите, меѓутоа гледаме долг процес од 70 на години на, така да кажем, преобразба на Авраам, во кој што тој поминуваше низ многу падови, но растеше. Бог го правеше сето тоа. Како ветрот, суверено, како што тој сака. И Павле, кој беше гонител на црквата, Бог со неговата контрола си ги направи сите тие работи. И тоа е нашата, и тоа е надежта за изгубениот свет. Зашто човек сам по себе не може да ги промени работите. Човек сам по себе со своите контроли, со своите планови, со своите идеи, со власта што има, не може ништо да смени овдека. Но надежта наша е дека самокниот Бог ги прави. И тоа е гаранцијата дека може човек да влезе во Божјото царство. Има сигурна гаранција. Тоа е надежта. Како што Ливингстон, кој работел во Африка, и тој во неговите писма пишува, многу тешка почва е оваа за работа. Меѓутоа, за мене е тешка. И ако зависиш од мене, ќе престанав. Меѓутоа, знам дека Бог ги прави работите, тој е семокен и има надеж. Делото го прави Бог. Има еден интересен случај, едно племе успел после многу работа да види Сешеле, мислам се викаше, по главицата на поглавица, или как водачот на племето, да поверува. И продолжил со другите. Еден ден отишол тој поглавица и му рекол, доста се мачиш со твоите проповеди. Утре ќе ги собереме, сите ќе го земам камшикот и да виш како сите ќе поверуваат. И Ливингстон рекол, не. Мртвите, твојот камшик не може да ги оживее мртвите луѓе. Тоа само Бог може да го направи. Тоа е целосно дејство на Бог. И тоа е нашата надеж. Верувам дека тука сте родени од озгора, ако не сте родени. Начинот е со вистинска вера пред Христос, да се дојде пред Христос, да се молиме на Христос. Господи, испрати го Твојот дух, кој очистува, кој новораѓа и во таа нова природа се преобразува. Зашто нема друг начин. Христовата жртва на крстот, каде што беше платен нашиот грев, казната, како заменичка жртва. Тоа таму и објави праведност. И отвори таа можност да дојде Духот во нас и да го изврши тоа дело на раѓање од озгора. И кога со вера се оди пред Него, тој го прави тоа, со искрена вера, да стануваме пред Него. Така тоа е мојот, апел, и оние што гледат, не знам кој гледа, и може би некој ќе гледа и понатаму, да дојде кај пред Христос, да го искрено да се поклони пред Него. Зашто само така човек може да влезе во Божјото царство. Ако биде роден од озгор, да побара, да биде во ново создание претворен со верата во жртвата на Исус Христос на крстот. И ќе биде ново создание. И тоа ново создание ќе живее нов живот, вистински живот. И нека таа милост, која е Божја милост, која не прави ново создание, која дојде врз нас, нека не исполнува постојано и успособува да живееме како нови созданија секојдневно, зашто ако не се гледа, или како се случува на враѓањето, резултатите се видливи.
во животот на новото создание. Тие секојдневно треба да се гледаат во нашиот живот. Дека сме навистина нови создания, родени од доскора. Не телесни, туку духовни. Нека Господ по благодат ни дава таа сила, таа можност, зашто и тоа е од Него. И тој живот. Па, да се помолиме. Татко Небесен, ти благодариме за овие вистини што ни ги откри во тој разговор, што не останал сокриен од Тебе, зашто ти не си Бог кој се криеш, туку се откриваш. И ти си ни ги открил тие вистини да ги разбереме, зашто се важни за нашиот живот во вечноста. И се молиме, Господи, ако има некакви нејасноти кај некого, ти преку Светиот Дух донеси светлина и јаснотија. И нека, Господи, во тоа дејство на новораѓање се роди и вера. Вера која спасува. Вера, Господи, која поттикнува живот со Тебе, средба со Тебе, покаяние и вечен живот. Се молиме, Татко Небесен, ти да родиш од Македонија, од нашиот народ, нов народ. Се молиме, Господи, и нас даве ни мудросно и нека, Господи, Твоето дејство, преку служенијата, преку црквите, да придонесе луѓето да сваќаат дека решението, дека причините, дека проблемите не се во земните умови, во земните стратегии, туку решението е од Тебе, од небото, и да го барат тоа решение. За да има, Господи, повеќе нови луѓе, духовно родени, нов народ, Господи, да направиш од Македонија. Се молиме за управниците. Посебно, Господи, покажи милост кон нив и така и кон сите нас. Покажи благодат, Господи, за да имаме управници кои те познаваат Тебе, имат страф од Тебе и одговорно пред Тебе во оваа земја. Се молиме и сите нас, Господи, исполнувани со благодат, како нови созданија да го живееме животот кој прилега на Божи чеда, родени не од земјата, туку не од телесното, туку од духовното, од духот. Се молиме, Господи, за сето тоа во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, кој се жртвуваше на крстот, не објави праведни пред Твојот суд, за да измиени со водата на миењето и уживеани со Твојот дух, уживееме тој вечен живот. Амин.